Ајде прво за тој доказ број 148 кој го збореа во судницата, за кој кажа дека практично не сте споменале некои звучни имиња кои биле снимени во друштво на еден од тој осудениот Зоран Милевски. Јас искрено бидејќи го читав извештајот не видов, а како што можевте вие сами да се уверите, не беа спомнати нити едни имиња, односно ниту едно име, освен лицата за кои беа наредени посебни истражни мерки. Добро, денеска беа пим мерките, утре ќе има уште докази, рековте дека ќе се прикажат и докази кои што немаат врска со кривично-правниот настан, меѓутоа ќе ги прикажате сепак во судницата. Па затоа што направија одбраната и обвинетите голем проблем околу тоа. Лично сметав дека е само непотребно одолговлекување на постапката прикажувањето на тие разговори, односно слушањето на тие разговори, но сепак поради јавности да нема никакво сомнение во тоа дека обвинителството не сака да прикаже некои докази кои наводно одат во корист на одбраната. Од тие причини денеска и предложив утре да се слушнат и драго ми е што судијата прифати. Станува збор за истите снимки од петокот што ги слушавте? Да, само ова се помеѓу други лица. Обвинетата Катиценова на едно од претходните рочишта искоментира дека ќе се види дека станува збор за подкупа, не за рекет. Дали тоа значи дека можеби ќе има некој нов случај кој ќе се отвори од ваша страна како обвинителство за подкуп, за со нови обвинети или? Вака. Обвинителството за кое кривично дело сметаше поднесе обвиненија и тоа за противзаконито посредување и кривично дело перење пари. Изгледа колешката не сватила до сега дека е обвината за кривично дело злоупотреба на службена повеќе и обостување. Може ли едно прашање надвор од оваа тема? Се донесе законот за јавното обвинителство, кој е вашиот став во истото? Толку пати се менува одредени членови во тој закон што навистина чекам да излезе во службен весник да го прочитам, па за да можам да дадам било каков коментар. И за меѓународен сојуз, обвинението, до каде, дали имате информација дали е прифатено или не? Не, немам информација, уште немам добиено решение од судот. Благодарам.